Со специјализиран дрон да се мери загадувањето во Струмица и регионот, да се набават и 6 нови рачни мерачи и уште толку мерни станици. Ова се дел од барањата на струмичани како итни мерки против аерозагадувањето, кое е алармантно високо речиси цела зима, но и голем дел од летните денови. Освен тоа, граѓанските активисти бараат и вработување на 5 инспектори за животна средина, со што капацитетите на локално ниво ќе бидат многу посериозни за борба против аерозагадувањето. Граѓаните се крајно револтирани, но и емотивни, загрижени за колективното здравје. Градот живее во тивка дистопија, воздухот е загаден, водите загадени, храната загадена, секој втор човек, значи секој излегување од дома те пече на очите, пече по грло, секој муабет со секој втор човек е кој се разболел, кој плукал крв. Значи, навистина состојбата е алармантна. И Струмица не го заслужува тоа, граѓаните не го заслужуваат тоа. Листата на барања на екоактивистите има 9 точки. Во нив се наведени и обезбедување на средства за акредитирана лабораторија, поголем буџет за заштита на животната средина, ревидирање на А и Б дозволите за работа на компаниите, но и камери на дивите депонии. Барањата се многу, пораката е народот да се информира, да се грижи за своето здравје, да ги поддржува протестите, а власта да се загрижи за луѓето кои ги избрале за да има здрава нација, бидејќи нацијата се губи по тај начин на работа и загадување и не дејствување на институциите. Од општина Струмица велат дека сериозно го сваќаат проблемот со аерозагадувањето и дека тој е приоритетен за локалната власт. Последните неколку седмици во општината се собираат раководителите од надлежните институции и прават интервентен план за дејствување за справување со аерозагадувањето.